уште една македонштина, изгледа кеде е четврток околу 19:19 часот. Нашето старо познато место, пријателите од Кина. И знаете, овие се првите автентични одгледувачи на ајварот у Кина и Тајван. И нивната керка тука присутни. А денеска имам специјален гостин, еден човек кој што неколку пати ме има запрепастено. Значи, прво со тоа што го работи под 1, и второ со тоа што го работи под 2, и трет пат со тоа што, кога му се јавив, рече, нема проблем за Underground телевизија, као бла-бла, доаѓам и гостувам. Ова е мојот човек, Гого. Good morning, my neighbors. Добре дојде. Обично тука ќе змариме ова она, ама он си е антиалкохол. Ќе си пие кафенце, ја ќе му правам друштво со едно кафе македонско од грозје. Никој пат не си пиел или сега? Престанав. Престана? Едно време така си подпинував. Знаат моите пријатели. Саках да пинам. Понекоја. Значи човек тебе да те представи како само една работа тешко, да. Рецимо Гого, магионичарот. Па добро, зависи сега за кој период би ме представиле. Секако група Реквием као музичар 20 години, као магионичар 6-7 години. Само 6-7? Да. Сигурно? Професионално 6-7. Професионално, добро. 6-7 години, да. Така да и музика и магија. Знаеш како, музичар, магионичар, тоа ти е све скратено еби ветар. Така? Со еден збор уметник. Со еден збор уметник, да. Уметник човек. Мислам, тука, кај нас, не. Гого, ти влечеш потекло од Македонија, имаш еден сладок акцент од... Викаш сладок, е? Па така го викаат, со Л. Да, имам ХЦЧДШ. ХЦЧДШ Л. Л. Како што е причала да им раскажеме на луѓе? Вака, Гого е 87 годиште. Така, тука, 88 генерација. Која би се малце заебавале. Тоа Ама ќе пројдеш, ќе пројдеш. Тука ти само на политика и на цензура на турбофолк. Ова е супер. Значи може и чекај бе, како нели ќе збориме за турбофолк? Да, заборив да те информирам. Ќе цензурираме тоа, ќе му отвориме работа крај на емисија. Не, можеме да збориме за што сакаме, само тоа ќе биде, знаеш, исто како да си опција. Исто како псуење, па така му доаѓа, турбофолк псуење тоа. Значи роден си далечната 86-та. Далечната 80 и нели најдобриот стих на сите времиња на нашата глазбена сцена. Нели роден сум во Загреб. Загреб, 75-та година, 16 март. И рок-н-ролот од Загреб ли го влечеш? Рок-н-ролот од Загреб, да, гледаш, заборев да ти пратам една фотографија од таму негде 91-92, првиот официјален бенд што го имавме во Загреб. Како се викаше бендот? Немавме некој посебно име, се собиравме на гаража, после у средно школа направивме на 2 свирки така за девојчице. И после вокалот отиде у Скопје. И после вокалот го снема. Кај отиде вокалот? Премина у клавиатуристи. Така? А ти што беше у бендот? До 2001 свирев клавиатура во Реквием. Роберт Пирнер свиреше гитара и Мики Станковиќ вокал. 99-та Мики се пресели во Србија, останавме ја и Роберт. И јас го поделивме репертоарот пола-пола. И после тоа Роберт 2001 се пресели во Србија. И јас сам осто сам. И ти остана у Македонија, така? Да. Не се селиш нешто, не? Јас да шеташ многу ќе правиме муавет. Не се селам се уште, во Плане. Во Плане? Блиска иднина е. Така? Се селам. Со магија или со... Не, планирам да се иселам на така да кажеме чисти простори, посмирена атмосфера. На планина е како да. Па не е трендот идат луѓе од град у село, се селат. Не, без дишат воздух. Без ебанција. Пак сум прост. Планирам да се преселам во Струмица. Струмица? На Ридче некое, каде што една кукичка, не мора и да е куќа, може и во зграда. Али знаеш како, по така. Корењата ти се од Струмица? Корењата се од Струмица, да. Од легендарниот војвода Ангел значи, Кацарски. Илија Кацарски. Илија Кацарски ми доаѓа дедо најверојатно, или прадедо, не, прадедо ми доаѓа,
Си читнал за него? Малку од татко ми што ми има кажувано, чичко ми што ми има расправано, значи така. Добро, ќе зирнеме у Илинденска епопеја да се подсетиме. Мислам дека после станува истиот и терорист на ВМРО со неколку успешни акции. Да. Значи популарен, ама неа многу обичај да зборам за тоа. Целата фамилија, да кажем. Пак е македонштина сега, Да. гледаше пушката тука од... Па добро, се ова значи случајно Позади, дојде вака Гоце. да почнеме да правиме муабети за тоа, инаку фамилијата влече многу големи корени ВМРО-вски, гавровски. Татко ми, чичко ми се бил со... Уствари таму у Загреб киднале од тука од Струмица поради теророт на... Да. Значи најосновната причина е што веќе не можело да се поднесе тој режим. Така да 58 година, 1958 година татко ми заминува за Хрватска, Италија? тоест поточно сака да ја напушти Југославија, но застанува во Загреб и останува таму. И сега паралела една Загреб Скопје. Па добро, не е Трст вија Скопје, Загреб вија Скопје му доаѓа муабетов. Каде ти е по шмек сега? Таму си растал, Па тука добро, си, види, тука сум си више созревал? скоро 20 години сум овде, али веруjem и дека она што го имам попримено таму како дете, како средношколец, бидејќи и средно школа завршив, знаеш како викат, јас ја сакам Македонија и све, ама сепак вика дека татковината е таму кај што ти е детството, Така? така да мене секогаш срцето ми е поделено. Енергијата е... Енергијата е можеби за малку повише ме влече во Хрватска. Би се вратил ли таму сега? Не би се вратил за живење, бидејќи више овде, знаеш, се навикнав овде и за да се вратам таму после 20 години и пак да се враќаш, ќе треба јово на ново да почнуваш. Али Магија. основно, средно, најдобри другари, најдобри друштва, најдобар помин во животот што се вика детството, тинејџерските денови се таму. Така да. У Скопје останува Реквием. Реквием, да, специфично. Зашо така ја крстивте групата? Па значи многу луѓе прашуваат зашто, исто како и тебе, нели? И сите мислат дека има врска нешто со Моцарт, а нема. Ако се вратиме значи во време, групата Реквием ја сочинувале луѓе што всушност ниту еден не е од Македонија. Аха. Значи јас сум по потекло македонец, дојден од Загреб. Роберт Пирнер е Словенец, пола Хрват, пола Србин, дојден од Зеница, Значи, од Босна. од Босна. Мики е Србин, чистокрвен, дојден од Јагодина. И сите во Македонија. И еден ден седевме, нели, размислувавме како да ја крстиме групата, живееме во Македонија, ни еден не е од овде, што име да дадеме. И ми текна на една песна од Балашевич, што се вика Реквием. Каде што во рефренот на песната оди "Где смо ми наивни што смо се дизали на Хеј Славени". И едноставно ние се најдовме значи во самите стихови на таа песна и така Реквием. А Реквием шо беше латински? Реквием е иначе во превод посмртна миса. Значи музика што се пее на погреби и Балашевич е отпел таа песна како еден вид на посмртна Миса за југословените. југословените, нели? Где смо ми наивни што смо се дизали на Хеј Славени. Ние тројцата се најдовме у небрано тој период во Македонија. Хајде, името на групата нека биде Реквием. Да не ве викаа по погреби нешто. Па знаеш како? Свирамо Слушај, свадбе, свирамо погреде, свирамо и не е важно. И матуре. Цензура е. И матуру свирамо. Има нешто од Реквием на YouTube? Од Реквием како запис у тоа време YouTube И некој да има некој фан да ја закачил сега. нешто ако се Ако се најде, а? Роберт имаше една многу популарна песна што после Ептен ја правевме Јахачица. Тоа беше негова песна што уште во Струмица 92-3 он си ја има направено со тоа што потоа почнавме да изведуваме како Реквием, но сепак негово авторско дело. Али ете побарете на Ајде, YO2B, ќе најдете На цевката. Јахачица. Ајде да видиме што нашле на цевката. Ќе пуштиме сега едно джинглче, некоја музиче поврзано со Гого. Па се враќаме после да си направиме муаве. Тама ми летна, брат, вака секунди. Да не правиш магија ти, Не, дечко? бе, брат. Не? Добро. Ајде гледајте што сме спремиле, па се враќаме. Кои муабети се вртат пред кооперација?
Само мада слабо седнал тамо да. Али, посе се полезно. Повеќе политика. Немаме кооперација сега. Умре тој збор кооперација, сега има мини маркетчиња во населбите и големи маркети, ексклузивни. Без кооперација? Да. Па, пензионери за минатото. Пензионери за минатото како поминале, како било поубаво. Ама и сега е добро. Добро. И сега е добро, да знаеш. Па ние кооперација не знам тука, немаме кооперација. Па добро ако знаете некаде. Политика што се вртат муабети. Обично за фудбал. Пред кооперација се вртат муабети дали владата ќе даде субвенции, на кој дал и некој ако има некоја швалерка таму да каже јас така и така. Да, така. И за војници кога биле војска и машките обично тоа но. Јас кога бев војска гасев и палев, а он гасел и палев турујата не е за друго. Па, да речем и домаќински, недомаќински и оговарачки муабити. Ете, тоа ни е нашиот менталитет на ова подрачје. Значи, рековме Реквием, има едно Реквием for a Dream, ако ти текне филмче, Да. со многу страшна музика. Ти се бендисува музиката? Не ја памтам. Не ја памтиш? Ке ја преслушаме, сега може у позадина у фон ќе ни ја пуштат. Може. Requiem for a Dream. Авторска некоја песничка немаме. Авторска во тоа време, што знам, толку свирки имавме, работевме, што се вика, едно време и пресметувавме 720-730 дена, имавме без слободна вечер и до 2011 водев евиденција и ја, што Роберт, што Југо, значи иако и Роберт си замина, продолжив да водам евиденции за настапи. Можам да ти кажам дека, пример, одевме 7 години секоја недела во Гевгелија. Сега рачунај колку е тоа во километража. Да. Значи 4 недели месечно, пута 52 недели во годината. Тргни ги лето, мето, ова, она, значи имаш околу, како ќе му дојде околу... Па многу километри. 4, околу 200 минус ова, она, значи, околу 160-170 пати годишно одиш за Гевгелија, помножи пута 350 км, пута 7 години. Значи, толку свирки имаше што воопшто не интересираше тој период да правиме. Направив ја нешто авторско, значи Мачка е едната песна се вика. Едната е обработка на Опча опасност од хрватска група, значи хард рок, легендарна група до ден денес е многу популарни Опча опасност. Имате еден невиден хит балада Едном кад ноќ. Ја тука ја обработив Кога од небо 2001 година и тоа е прв пат значи да се користат. Сега не сум многу по информатика, ама целиот спот е направен компјутерски. Јас сум единствено нели нешто што е као живо суштество во целиот спот и тоа е прв пат да се користат нешто како живи текстури во. Тоа го има ли на YouTube? Тоа дури ја го немам. Ма немаш. Ако го има некој, апел ви праќаме, пратете до Блабла ТВ, тој спот у некоја видеокасета. Едната е Мачка, едната е Кога од небо. Тоа одеше единствено на Макспот. Макспот, Господа го прости. Да. Јоцо беше, мислам, еден од главните мустачки. MG радио. Да. Јоцо беше еден од главните и во Макспот телевизија. Така. И брат му сега и оне почнат, нели? Што се заправивме муабет од Замп ти стигна 28 денара? 27 денара. 27 денари ми Да, стигнаа, ти го. 45 ми е уплатница за да платам данок. Да. И такси да фатам до... Јо, она у минус 500 за тие. Па и ја така некако сум за тие. Боле да не праќаат. Што мислиш, до 1000 денара? платиме ние. Па нема еден фонд да направат и на некое дете што нема му купат гитара, пример. Ние ти би се откажал од тие 27, така? Ја би се откажал од моите 160. Јас секоја година се откажувам, не ги ни подигнувам. Па ти не знам, ако си Е, му се оставил на 50 банка. години ќе се нагомилат 1000 Па тоа се зборевме со брат ми, ќе му ставиме на децата, еви од Замп. И кога ќе Да отворат, штедиш, сине. да јевам 20 години музика прави да види ништа не. Тата Тоа е е. штедио е. Тоа е Македонија. Си шетал бајаги по свет. Си бил сегде. Не можам да кажам. Сега дали нам доста голем дел имам прошетано. Сега брзо се врати од Англија. Се вратив, да, пред некои си 2-3 недели. Се вратив од Лондон, поточно од Блекпул. Што Блекпул. дам секоја година, да. Таму има некоја конвенција нешто. Оваа година беше 63-та годишнина, 63 години поред више Блекпул како прави конгреси магионичарски, каде што се собираат околу 3000 магионичари. И многу магија на едно И место. 4-5 дена ти е, знаеш,
Као мали Фестивал? деца. Да ти покажам ја тебе. Не, ја да ти покажам Чекај, тебе. ја Чекај, овој таму има нешто ново. И така. Така, Сите најпознати дилери, мислам, дилери за реквизити, да не ме сватиш погрешно. Дилери доаѓаат, дилери, нели? Дила. Мислам, дилери за реквизити. Доаѓаат таму и имаш околу 500.000 реквизити магионичарски изложени. со Дајнамо кај се начекавте таму или? Па види, прошла година тоа со Дајнамо се запознав. Имаме заеднички многу добар пријател, Джошуа Джей. И за публика ништо посебно, за магионичарскиот свет многу популарен. Клоузапер од Блиско магионичар, кој што е прогласен за 2013 најдобар семинарист предавање по магионичарство и него го фасцинира античка Македонија. Дека многу има читано за Александар, за сите походи, за тие работи. Кога му спомнав дека сум од Македонија, прв пат кога се запознав, вау, Македонија, фасциниран сум, Александар the Great, ова, сакам да дојдам во Македонија, знае доста градови и така. И прошла година се видовме во Блекпул, он беше со Дајнамо, дојди да те запознам и така. И оваа година беше... Го следиш случајно. вака по Discovery, по Апона? Не. Не си гледал неговите шоу? Па, знаеш како, ние магионичарите, у принцип... Како раперите да не стават. Има. Кој е Јан, некој Рими ги имам од нула. Има такви дисови, бифови? Не би рекол дека се дисови, туку во магионичарскиот свет рейтингот кој што ние го имаме спрема магионичарите се мери според нешто сосема друго. И она што Комерцијалните се Не, така, она што е или? за нас врвот, Никој не го знае. Го знаат луѓе што стварно ги интересира магионичарство. А додека сега ако збориме реално за Дајнамо, можам да кажам исто како и за Крис Енџел. Тоа е Комерц. телевизиско шоу. Да. И едноставно не треба да има ниту еден магионичар на овој свет, а ги има Што многу треба да големи, се пали. Што не да се пали, него не треба да има ниту еден што ќе љубомори и што ќе збори против Дајнамо, против Крис Енџел, затоа што ако збориш против нив, треба да збориш и против Дејвид Коперфилд. Така, да. Тоа е едно големо шоу, тоа се продукциски куки, Discovery е нешто невидено, мислам... Добро, во кој е светот. твојот омилен Мојот омилен магионичар? магионичар е Јуџин Бургер. Јуџин Бургер. Да, он е декан на Академијата во Лас Вегас, он предава бизарна магија и е експерт за бизарот, кој што ја впрочем го обожавам. И за обична публика, Дали така ти се викаше емисијата? мојата емисија се викаше Абракадабра. Абракадабра. Со мистер Јас со Гого. бизар нешто Да. сум јас. Али има еден дел во самата Абракадабра, има посветен на Јуџин Бургер. Океј, значи таму сум го Така да, видел тоа. тоа е едно шоу, тука е продукцијата, телевизијата, си го прави своето и мора да го направи така како што е. Така би работел ти пак некои телевизиски продукти? И ја би работел кога неко нешто да плати. Неко нешто ќе да плати, да. Да, него... Па знаеш ние како сите буџет идат, кој брат, Топ си. топ си. Ај, Ела троши денови тука време. дечки, нешто такси... Сега ти биди среќен, тука термин имаше, баго. Да, баго Баго, тука е. Па нема врска, не Знаеш се како е? цензурира. Ама затоа ќе се испромовираш добро. Не, рака на срце, од сите можни телевизии, се знае на која телевизија идеше моето шоу, значи да не излезе сега преку вас дека јас рекламирам некого. Нема врска, ќе Кој наплатиме сака- после фактура, ќе им пуштиме. Кој сака може да провери на која телевизија моето шоу Ако бе било идеше емитувано? шо на Алфа. На Алфа, токму така. И ја морам да кажам дека од сите можни телевизии на кои што беше понудено, Тоа беше мојата готов емисија, производ, готов продукција со производ, Ивце Пивце, пола со пола. Ивце Пивце, Котиледонија, Бујрум, еве ви готово снимено, само пуштете го Да, во етер. да. Единствено Алфа изрази желба. Значи, ја не можам да кажам дека Алфа телевизија не постапила окей, постапила Да, премногу да, коректно, него- што дала термин ударен, сабота, мислам дека сабота одеше емисијата, на Пладне, ако не се лажам, и одеше репризата по ударен термин во недела, и баш кај уште еден термин навечер, нешто понеделник, вторник дава реприза, што значи добиваш 3 термини од кои што двата се ударни преку викенд, значи Алфа телевизија комплетно постапила кој што треба, коректно. Затоа и Абракадабра имала процентна гледаност, кој што го дознав од стварно статистика, Луѓе што мерат. што работат таму, 33%. У топ 3 македонски продукции за 2012 И година. како тоа него фативте малку да има корен, пример? Што се... Значи, Се некам да навлегуваме баш ово она, него
Немаат ли луѓе сенс тука пример за спонзоршип кажам. за Да, сега ќе ти кажам. Значи, само што заврши Алфа имитувањето нели на Абракадабра, јас веќе го подготвив и до ден денеска моето сценарио за втора сезона е спремно. Сега, првата сезона што ја направив беше све по улица, клоузап, трикови, од блиску. За втора сезона, целиот проект беше многу скуп. кошта. И е направен во стилот што го работи и Dynamo и Chris Angel. Значи имаме еден од проектите е стварно Вардар да го преминам. Да го пречекориш. Да го пречекорам Вардар. Едниот од проектите е да одам вака да одам зградата на хоризонтално, T-Mobile, вертикално. VIP. Да. Значи уствари VIP многу ќе ги кошта сега више за да ме прифатат за да го работам тоа. Али кога ги поднесов сценаријата и кога видов дека најефтиниот трик од сите таму кошта околу 5000 евра, најефтиниот, дечко, мислам, кај се наоѓаш, не ти е ова Discovery. Капиш? Да, ама ајде, ја ти посакувам еден ден, бар на Блабла ТВ, ако Фала ти стигне многу. некој куфер, Фала дека ти ќе одвоиме некоја пачка за да гледаат луѓе во квалитетна магија. Види, нас. луѓето во секој случај знаат да проценат више што е добро, што е лошо. Има ли магијава историја у Македонија нешто? Мислам, работел ли некој? Или се сведува све на фрик шоу, на пречекорување, на југословенскиве, балканскиве простори, не мора Види, тука значи, се. во Југославија најпознатиот, се знае кој бил, Биг Лале. И сега, ако тргнеме малце позадината на Биг Лале да ја видиме, он бил најдобар другар со Минимакс. Аха, А Минимакс во време на Југославија, се знае кој беше, бил. да, значи. као Драган Вучич. Да, Тука негде. Да. Ајде да видиме од Биг Лале нешто по YouTube, може ли да одмориме малку, па ќе правиме муавет посам тоа за историјата на А ја ќе ги магијата. свртам овие чашки па да погодите каде е зец. Ајде да, има зајче едно Добичете 5 кила брашно. И ќе гласате за нас. Гледајте. Ж. Само на тоа што желем да створим, получи malo рукаве да не се штурнете да мучкам нешто. Дунем едном, други пut протагам и ево рецимо мислим едно лопцем пинг-понг, кој ќе се истори. Лопцица е чарна, ставит ću je iz desne u levu, a ispod desnog revera nema ništa. To je važno zapamtiti. Lopcica ide iz desne u levu, a ispod je malo se pogreši. Lopcica ide u levu, a ovdje nema ništa. Da. Sad, lopcica ide u levu, da za svaki slučaj ubacimo u rukav, zato je malo break dance, to je vrlo lako se zanimati. Mogu čak i da bacimo u levu ruku pa da uzmem iza leđa, to je vrlo jednostavno. Ovo je slow motion, to je već malo teže. A mogu čak i da perem ovako, jedan. Izvinite, ali to je nekdo mora. Evo, još jednom ću ja to lakše, ali je malo veliko veći. Jedan. Burne aplauze. Ovako ću sad. Za ovaj tričić, evo ovdje ovaj vid. Da se malo opustim pa ćemo da pređemo na nešto što bi bilo, da kažem, vezano za današnjicu. Ovdje je jedan kanap, nenormalni kanap, verovali ne originalni, original falsifikat, da. Ja moram na sredinu prerezati jednu. Ako ne prerežem jednu na sredinu, evo ovako, verujte, dobio sam dva kanapa i jedna. Ovdje je sve jasno. Sad, odavde pa nadalje nekad i meni nije jasno, jer ako prerežem na pola i dobijem dva, kako je moguće, samo treba čarovno duvanje i nećete verovati, ali kanap je ponovo jedan. Jedan kanap, tačno na pola i još jedno malo
reckanje. Ovo je posao koji ja radim je jako nezahvalan. Kad god završim koji trik, niko ne kaže bravo majstore. Svi kažu šta ovdje imamo moj, mislim, dobro idu u radni staž. Dakle, ja povučem ovdje sve silazi dole, tako, jel? Ja samo ovdje povučem gore i uzimam na kartice i još jedno reckanje. Dakle, vrlo važno ovo reckanje na pola. I ovo još jedno evo ovdje, i još jedno evo ovako. I kanapčići su prezeni, duvanje i ne znam rekao se majstori, da recite na kanap. Samo molim vas, samo budite makarice, hvala. Znači, samo vi jednom da prerežete na pola. Evo ovako, hvala. Samo jedno, tako. I jepala, samo makarice, hvala. I ja ću pokušati da napravim 2 kanapa od ova i 1. Gospodin je prerezao, nisam ja. Evo ovako. Izgovorim samo čarobnu formulu. Hokus, pokus, imam 2, a sada 1. Hvala. Ja sam mislim vojnika, nikom nije pomagao. Ali je bio ovaj čvor nanesao, to je već teže magije. Zatvorim u levu ruku, malo dunem i čvora, ne samo ovako da propraskam malo, da. Sad zatvorim u levu ruku, malo dunem. A vi stvarno preskli. Onda moram tebi pomoći, molim vas. Sedite, samo dugnite ruku. Morate uhvatiti se 2 prstene trećiće. I samo dujte u pravcu čvora, nestaće. Hvala. I još jedno stavljam nešto sa 3 kanapčića jednaka, evo ovako, evo tako i ovako. I jedno malo reckanje ovdje gore, drugo reckanje ovdje dole. 3 kanapčića jednaka, samo to zapamtite, evo 1, evo 2, evo 3. 3 kanapa jednake i dole i gore, jel? Brojim ih još jedno. Hokus, hokus. 1, 2, 3. Negdje sam nešto pogrešio. Ali ne vremag, sad će da bude vremag veliki, srednji. I se zamenimo, dajte meni taj vaš mali, evo vama, mislim, pomadat ćemo vam baciti, vi bacit ću ja. Opala, bravo. Sad imam veliki, srednji i ovaj vaš, evo ovako. Ne vrti se. Ja ću samo izgovorim čarobnu formulu, sva 3 različita, a nećete verovati da će sva 3. Da ću pokušati. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, evo 1. Ako uspijete da dunete kao što ću ja da dunem, onda se prodrži nogu. Ja napišu vam na drugo mjesto, tu bih gleda ne pomaže. Neću sastaviti ovo obje reći kastan s optikom ping-pong, rabiken, sodi, strajkom, u prevodu čisto zezanje, verujte me, kanap jedan. Hvala, hvala. 3-2-1 го видовме Биг Лале, значи човеков правил магија со помош на телевизијата и... Pa da, nego го ima lansirano Minimax, повторно тука е значи телевизија, продукција, шоу. Инвестиција. Инвестиција. А почетоците на Биг Лале најверојатно за публиката не се познати. Биг Лале дошол на еден пазар, као Бунјаковец, као зелено пазарче, реклама за зелен пазар. Дошол на некој пазар и видел некој старец, нели, продава јајца. Она наредена цела тезга со стотици јајца. И дошол и прашал, деда, колко е едно јаје, знаеш? И дедо кажал 5 динара. И овој земал, скршил јајцево и од јајцево извадил 100 марки. И дедо очите танк. А деда, ово друго јаје колико е? И пак дедо, па 5 динара. Земал другото јаје, пак 100 марки извадил. Дедово уста, сејаш и третиот, а деда ово јаја и дедово, нису јаја више на продају. И тука се тоа е снимено со скриена камера. Така и доаѓаат. И тука више почнува Биг Лале да се дига, да се крева. Да. И да се инвестира. Така. Има ли магионичари во Македонија, мислам вака? Млади, надежни, талентирани. Има момци што се... Како сакате да ве викаат? Магионичари? Трикаджи? Трикджи? Што иде? Фораджи? Магионичар е стандардниот збор, некои не викаат преваранти, некои не викаат... Некои не викаат на роден ден? На роден ден. Некои не викаат некои не преваранти? викаат, кјутат. Се заебавам, се шегувам, се извинувам. Ти имаше едно време здружение. Здружение имав едно време, да. Сега здружението е трансформирано во нешто што е... Нека остане. Тајна? Тајна, мала, да.
Имавме здружение кое што имаше многу повише трошкови отколку што имаше некој си да кажеме инкам, бидејќи бевме непрофитабилно здружение на магионичари. Да. Значи не правевме никакви да кажеме Невладино. ништо посебно, а на почеток на година имаш некои давачки што можеш да ги подмириш, така да едноставно решивме да го прекинеме тоа, да се трансформираме во нешто друго. Сакаме да не викаат магионичари. Нашата основна цел не е да ги правиме луѓето будали. Значи ни на крај памет не ми е да дојдам и неког да го направам идиот. Мојата основна цел како магионичар е за луѓето да ги забавljам, да ги расположам, малце да заборават ако имаат некои проблеми у животов, тие 2, 3, 5 минути, пола сат, зависи колку ми трае настапот и кај се наоѓам. Значи основната цел е да ги направиш среќни, да извлечеш некој осмех. Така, значи тоа те прави среќен. Бидејќи пред да почнеш да ги дознаваш тајните, фасциниран си од тоа како работат триковите. А од кога ќе ги дознаеш тајните на самите илузии, било блиску, било далеку, ти знаеш више како функционира нели самиот трик, самото производство на таа илузија. И се концентрираш на насмевките? Па, фала Богу, значи више не те исполнува тебе вау ефектот, бидејќи знаеш како се доаѓа до ефектот. Да, другиот треба да рече тебе те вау. исполнува се више човекот, дали Кој ќе човекот е рече? расположен или не. Мислам, дали вика what the fuck happened? Што се деси? Најинтересно ми е, знаеш, вака, доаѓам, здраво, јас сум Гого, јас сум магионичар, и ќе дојде некоја кокошка или петал, знаеш, и ќе каже, абе, го знам тој трик. Чекај малку, Нати ги картиве. ја не ни Направи го. почнав. Нели? Нели? Го знаете, тоа е најдобриот Нели? стих на сите времиња. Ајде пробај. Нели, замисли си, сами. Колку е Нели? Нели? Ко да рекламираш јогурт. Тоа е реклама за овој Поперов, R&B пејачов, Нели. Има таков? Има бе Нели со фластерчето. Не ти Не текна? знам. Не слушам тоа. Добро, Гога, шо е сега со црна магија, бела магија, тие магии немаат врска со овие Значи вака, магии? која камера ме снима? Третата, Баба Тренда се погрижи за јадење. Тука, да. Трендафилка Значи, денеска. основно нешто што треба да се знае е дека магија не постои. Значи, све ова што го гледате, што го правиме ние магионичарите, све она што го прават Куперфилд, Крис Енџел, Дајнамо, за све има решење, за све има логика и све може да се научи и све може да се изведе. Прашањето е само колку сте талентирани во тоа што сакате да го работите. Ја, например, за кошарка сум труп. И колку да ми даеш да шутирам тоа баскетот, од 10 ќе промашам 28. Значи, работава е само колку се талентирани. Не може секој да биде магионичар. Као што не може и кошаркар. Токму така. Значи, за све има решење. Логика. Да. Или, А што е со овие со црни магии? немам појма, Тоа е. или може би е само мојата должност да ви кажам дека е све само триче. Мистик. Ај направи ми да исчезне ракија, можеш? Гаси камера, за 2 секунди пали камера. Тана. Ете ви. Не, ја Магија. можам да земам оваа вилјушка, например, да ја излупам вака, знаеш, да ја замавам со рацете и да ја искривам. И да ти. Ја ова можам. И така со руки мезим. Ај оваа пак, уште еднаш. Не, немој таа сега, гледаш, треба после сила дур да се исправи. Значи, уште еднаш, зимаш вилјушка, ја фаќаш со 2 прста. Дуваш? Не дувам, Не. барем не пред камера. Добро. Само почнуваш да виткаш. Ама со мисли. И она извиткана. Танк. Тана! Ти Капиш? си тој бе се жале у Шекерезада, некој им ги витка вилишките. Да не сте вие со здруженијата. Кај правите состаноци у Шекерезада? Зехра! У Шекерезада? Ау, Шехерезада беше, ја па Зехра. Зехра нема врска, тука е се јаде. Значи нема црна магија, само Нема црна магија, нема бела магија. јачината е у буџетот, како и у све. Талентот. Види, пред се у талентот. Ајде сега за буџетот. Знаеш како, еве, ќе се вратиме, пак спомнавме неколку пати Југославија. Знаеш како беше, како било во Југославија кој имало некој пејач што бил многу талентиран? Влага во машина, Во РТС Срби, овие као дали е да се Југотон, викаше. дали е Кроација Рекордс, не е битно. Углавном, а осетат некој дека вреди Дека го взимат.
А кај нас иде дома тата, hoćeš да продаш ону ниву па да постанем певачица. Разбираш? Да, бе, јасно. Бе. Така да кај нас џабе ти е буџет ако имаш, и џабе ти е немаш- талент да имаш, а буџет ако немаш. Или обратно, имаш буџет, немаш талент, тоа народот ќе го А види. тоа може. За тоа сега, за ова што го збориш, имаш буџет, талент немаш, ја ти препорачувам да пуштиш Hard Work Engineering. Hard Work Engineering, Видео. запиши тамо, Hard Work Engineering видео. И ќе видиш што прават у студија продукцијски, Со пејачиве, со пејачи и пејачки, да. Што све може да се постигне. партали, Ке се згазите, веруј. дури ја можам да станам. Секој. Секој. Буквално секој. Па ја па рап реге Ое, правам реге цел имаш колку живот. сакаш, у Сум Македонија. можел фолк да пеам. Типа, зашто рап, бе, човече? Ја мислам рап... Брат ме заеба, брат, имам постар брат, Имаш донесе колку касета. Не, тој е помал, 10 минути, имам уште еден. А имаш уште еден? Уште еден, па као магија татко ми, така, 1, 2, 3 ги направил, 4. Ја да ти кажам, во душа heavy metal, power metal, gothic metal слушам, а единствено од рапот, стварно ги поштуем сега, ова ќе звучи ова old school, jebi ga, ама тоа си е, Two Life Crew ги сакам многу и Run DMC. Еве, ти знаеш добра музика што е. Значи, Two Life Crew, од кој искочи I met this bitch standing on the plot, тоа ви е, пушти YouTube и ќе видиш. Да, и онаа како им беше Хучи мама. Хучи. Хитот. Да, и што една имаше. Една ти баре Хучи мама. Абри. Добро, абри, види, Хучи они мама. кои искочи, они се официјално прва рап група што е цензурирана на MTV. Да. Значи, прва цензура, а од металците Alice Cooper, мислам, со Poison. You're poison. Шо има таму нешто? По први пат се појавија жени со овај разголени гради. цицки пуштива, Пуштила груда. Па ние не И због нејзина цензурираме. груда се диже Цицки и мицки. температура во студио. Пуштате сега тоа инжениринг и пуштате некоја музиче од овие што ги спомнавме со цицкиве, па се враќаме у македонштина. Планета Пайнер. Да. Сега ќе меснам со срука, пошто ја Душата е искрививме. искривена. Ние и така македонски цепаме. Гледајте тоа. It's dramatic. We're not going to make it. We'll never see the light again. But I will keep on going till the end. Yeah, 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 yeah. Our ship has faced a hurricane, but I will keep on going. My soul will sing, and I will keep on going Your cruel device, your blood like ice. One look could kill my pain. Your thrill. I wanna love you, but I better not touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much. I
your web. I'm caught, your skin so wet, black lace on sweat. I hear you calling and it's needles and pins. I wanna hurt you just to hear you screaming my name. Don't wanna touch you, but you're under my skin. I wanna kiss you, but your lips are venomous poison. You're poison running through my veins. You're poison. I don't wanna break these chains. Poison. One look could kill my pain, your thrill. I wanna love you, but I better not touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much. I wanna taste you, but your lips are venomous poison. You're poison running through my veins. You're poison. I don't wanna break these chains. Poison. I wanna love you, but I better not touch. Don't touch. I wanna hold you, but my senses tell me to stop. I wanna kiss you, but I want it too much, too much. I wanna taste you, but your lips are venomous poison. Well, I don't wanna break these chains. Poison. No, no. Running deep inside my veins. Burning deep inside my veins. It's poison. I don't wanna break these Гого, вака ли пеат се станува, бе, брат? А ти ке идеш, ке пееш 20 години, 30. Слушай Ке сега, вака, свириш. значи, ти ке пееш, ке се малтретираш и onda ти кажав како тој да И немаш пари за спот, немаш пари за да платиш у телевизија да се врти. Onda немаш. najdeš nekala, što bi rekao jedan naš mnogo popularen kolega, prijatelj se. I тогаш ке си најдеш некоја многу богата девојка и веднаш ке станеш многу популарен пејач. Има логика. Затоа се женат се со Австралија, со Нели? Тонгузија. Нели? Ова ќе ми остане у глава, ќе ме сјебеш. Ајде Ама ја ти, мисли. знаеш ли, од кога е Замисли тој си. стих стана мега хит кај нас? Од 98, 9, 2000, 2001, кога беше Па тоа? не знам, 99. Од тогаш до ден денеска нонстоп има некоја заебанција, тоа ми е, значи. Нели? Нели? Да бе, нели ти реков. Нели ти кажав. ти Значи, реков. Не, у Лас Вегас си гест беше и ова година, да. Значи 2013-та гест професор ли како, што ти е тајтелот таму сега? Гостин, тајтелот е предавач? гостин со одредени, да кажеме, на некој си момент имам право да изнесувам своји видувања и како да ги наречам? Па предавач, што предаваш? Предавам да кажете, да, предавач. Предавач и се дообразуваш, И плюс плюс дообразување, да. кај овој твојов гуру, што го Јесте, спомнавме да. преска, кај Јесте, него да, си. Јуџин Бургер. Кај Јуџин Бургер. Да. Таму има ли голем интерес, мислам, тоа више е на ниво. Бабо! Остај бойлерот, скупа струје! Па ми штрака баба ми трендафил кај ја гледаш. Преска, она го исече, ова мили брод че го направи, па гледај јабука стајла. Што штедиш танјир бе, бабо? И така ја мијам судови тука. А ти ли миеш сад? Па ја мијам, не фаќаат руките, пола ги крши.
Више не ми е исплатлива за Оно перење. синко! Да, Оно верижно. Кај Юджин Бургер идете, Лас Вегас. млади луѓе колку, мислам, вака бројот на класот, што е, 20, 30, како се? Бројот на класот На факултетот, се колку одлучува се? година дена претходно. Аха. Значи 2013. Као Хери Потер нешто, не Цела може година, секој, па да. а? Ти стига дома, магично Буквално ливче. е така, да. Онлайн оди, нели, Аха. интернет. Цела година конкурирав, праќаш видеа, по некој време ти се јавуваат за интервју одредено. И бевме конкуренција неколку Илјади? 1100, 1200 бевме во конкуренција, само 10 добивме стипендии. Значи може кој сака да иде таму на академијата. Да, да, $2000 ти е 6 дена на академијата. 6 дена $2000. 2000 со тоа што месец дена треба да си на академија за да го поминеш тој да кажеме. А добиваш ли конекции некои за настап во да, светкавиот град? Само 10 добиваат стипендија. Значи академијата покрива све. Така да 2013 јас конкурирав околу 1100-1200 кандидати, ја бев прво место од тие 10. Каква гордост. И ете Ќе можам се да фалам со кажам тебе. дека Република Македонија во Вегас, во Академијата на Мистерија и магија функционира као Република Македонија, додека нема ниту една од ексију републики Други. се уште воопшто како име да фигурира. Камоли па некој да бил таму да. А за Балканов преска чепнавме, има ли доста вака? Балкански првенства се одржуваат секои 2 години. Стварно има Да. првенство? Има првенства во магионичарство, јас сум официјално вице-шампион во клоузап, Океј. магија од блиску. Кој И е шампион? сум, шампионот е Бобинеш од Белград во клоузап, а во ментализам сум шампион на Балкан од 2011. Ментализмот е reading mind? Ментализмот е Читање? на мисли, предвидување на иднина, помрднување на предмети, телепатија, телекинеза, телевизија. Тоа многу работа треба за Да. тоа. За ментализам треба многу работа, бидејќи за разлика од магионичарот класичен да кажеме, Да. клоузапер, он доаѓа и вика земи некоја карта, А овој му нуди. публиката зима карта Да. и публиката која ќе ја врати картата, магионичарот прави одредени, да кажеме, работи. И сега можеш ли да ја најдеш таа што е она? Мислиш вака? Да. Па зимаш некоја карта, Ајде, зимаш карта. покажи на камеру, нечему се лажемо. Ајде, камерите, гледате. Добро. И сега викаш стоп, Стоп. ја враќаш картата. Ја враќаш. Сега мојата работа е да пробам да ја најдам, нели, картата на гледачот. Ама со ментализам или со магионизам? Не, Ќе ме читаш? класичниот магионичар значи со покрети ја пронаоѓа картата што е одбрана од публиката, ме разбираш. А менталистот го прави тоа на сосема друг начин. Он вика вака, додека Ама јас не ја видов. Дај вамо. Гледачи, гледајте таму. Те заебав се. А ти не ја виде твојата карта, која Па беше не, карта? само ја што покаже. Тројка баклава, па не беше таа ја што ти ја покажа, друга ја извадив. Така? Која би се заебавале. А менталистот што прави? А ти ќе ми ја дадеше таа ја што ја видов од првиот тейк, Да, кога го почнав. Да. Што беше? Деветка детелина или лист? лист изгледа. Лист, да. Ми падну во око прво пред да ти го прашам. И сега ти тоа го прочита од мене? Не, има ова рефлексија. Од со втората камера од мојата капа Тоа уствари. би се заебавале. Да. Менталистот го прави ова, значи пробај да меморираш било која дури ја вака ги ролам, Да, немој добро. првата, мислам Не, очигледно. да, е. јасно. Значи додека се ролат, ти ќе пробаш да запамтиш, може? Запамти некоја карта, Запамти. да не беше брзова. Па не бе, добро. Запамти некоја карта. Запамти. И сега На кој ти да му ја мислиш на шепнам картата? се? Ха? На кој да му ја шепнам? Или да Па ајде, ти ќе ја извадиш? најди ја картата и трни ја на страна. Добро, и... Ајде, чекај, што си се заглавила. Значи ти земи ја дамата баклава и покажи ја на публиката. Добро, да. Види го ти него. Дама баклава ли е? Баклава, да. Ара. Ова го прави менталистот, значи унапред треба да знае да Кои се полесни за читање, глупите или паметните луѓе? Полесни за читање. Што знам, не сум размислувал на тоа, полесни за читање. Ти му влијаеш, уствари, ти ми кажа да ја земам оваа карта или јас сам си ја сакам картава? Или да идам у Лас Вегас да ја аплицирам па ќе дознам. Не знам зашто прешмува, бе. За дамава. Што? Дали ти ми ја импутираш на мене или јас ти ја пренесувам посем тоа од кој ќе ја видам?
Не знам зашто збориш. Добро. Дознаете друг пат. Случајно се погоди да погода, мислам, ова е случајност, немој да верувате воопшто ова. Во ментализам? Гледај сега, значи ти кога ќе земеш со шпилот и ти сега твојата беше дама баклава, така? Добро. И сега ја напоменав дека bicycle brand made in United States, нели? Да, Значи да. зимаш ти дамата, ја ставаме негде во шпил, сечам шпил, мешам карти. И онда зимаш piece of shit made in China. Добро. И сега ќе ја ставам гумичката или ластикот околу шпилот. Минатиот пат, последен пат кога ми пукна ластичката, син ми се роди. Така. И сега, гледаш, све е тука. И сега ти треба да направиш вака. Ставаш, правиш вака. И една карта ти се закачува случајно на ластикот. И баш таа, како така од толку куп? Магија, а? Нели? Па ја знам таа фора. Да, ја да И сега ја направам. вадам, и пази сега, ја имам у план да направам нешто со И парички, ти и викам, вика имам тука човека. шпил карти, го знам овој трик. А магарат знаеш ли да играш? Оди се, ајде. И онда взимаш вака и правиш, девојко, одбери некоја карта, ама немој да мислиш дека ја те терам нешто на сила, нели? Која сакаш. Немој да мислиш дека е притисок. Слободно земи А си, чекај, господине, брат, карта. ова со Пепелов. Сум го гледал по телевизија. Кој е со пепел? Со Пепел и крап дама баклава излага. Немам појма. Не си ги видел тие? Имам ја една таква реклама, ама подобро да не зборам за неа. Што си ја снимал? Аха. Да. Вака правам со пепел те искача еден телевизија. Така? Старо е многу тоа. Томче, верувала или не, беше една емисија на времето. Аха, Томче. И беше кај мене дома, вика, Гого, направи нешто, и јас со пепел таа. Еден. И успе. И успеа. Телевизијата пропадна, магијата продолжи. Немам ја ништо веза с тим. Жими мајка, жими све најмило. Жими све најмило. Значи за идни планови да не те прашувам, пошто тоа сите те прашуваат. Сакам само да ги Да. поздравиш сите што ти значат сега кроз Бла-Бла ТВ. Сакам да ги поздравам дедо, баба, вујче од Австралија, да знаат од тука всичко убаво. Уствари, чека, ова не беше за... Ако за Струмички пазар, идем. Драган Вучич, Шегувам. Па чекај бе. Па нели требаше да свртам чашки ова она и 5 кило Требаше. брашно од мелница таму. да ти да. Здравје Радово, Кашкаваљот. Кашкавалјот ни е од No Name бренд. No Name бренд. No Name бренд. Не смееме да го рекламираме. Долго е добар Кашкавалов, ама не смеам да ви кажам од која фирма е. Толико сте платили. Драгче, вака прави. Видете оваа ракија, ево е Мили Броев, на баба ми трендафилка што го правиш. Где ми се брат, Мили Броев? Значи вака, сакам на сите да ги поздравам. Гледачи? Сите гледачи, значи нема тука тато, мама, дедо, баба. Сите да ја поздравам и сакам само да ве советувам на нешто. Нели? Да го употребувате секогаш кога ќе се осеќате многу добро. Нели? Замисли си за миг. Свети Николе, види, уште од тогаш рекламира оваа. Ке ти вам битолчанката. Гледајте Македонштина, мадафакас. Peace out.